веќе во студиото ни е дојден и последниот гостин. Ја отворивме темата која што ни беше актуелна од 8 до 9 часот. Јосиф, која генерација ни кажа 97 година. Тоа е милениумци. Милениумци, да, до 2000-тата се милениумци. Иако ќе кажеме дека повторно останувам на стојалиштето дека Ване е единствениот кој што ни припаѓа на оваа генерација, но велам пошто се разликува. Има една разлика, вели по умот, по вештината, по стабилноста на говорот, да, во право си. И секогаш инсистирам вака утринската да ја завршуваме со млади луѓе, за да и ние се чувствуваме како генерација Z. И благодарам на можноста да бидеш дел од тоа. Македонската музичка сцена постојано е гладна за нови имиња кои ќе го освежат домашниот музички етер. Младиот милениумец, така рековме, Јосиф е име за кое можеби досега дел од вас не слушнале, но со сигурност ќе успее да го задржи вашето внимание. Велам дел од вас, барем оние наши гледачи кои што и не се толку на интернет активни и актуелни, бидејќи младите луѓе веќе знаат за кого станува збор. Има стварно соработки со познати музички имиња од Србија. Вана спомена и пред малку, допрва ќе слушаме за него, промовирајќи го меѓу другото најновиот музички проект на Јосиф. Добро утро и добра недела. Здраво, дечки, фала што ме имате. Добро утро, Јосиф. Ајде ќе се концентрираме прво тука имаме за промоција на нова песна. Меѓутоа, она што публиката која што се следи го знае за тебе, се појави заедничка соработка помеѓу тебе и познат српски и балкански музички артист, тоа е Војаш, кој ќе кажеме младите и Војаш многу добро знаат за неговата исто така димензија на популарност. Потоа те снема едно време, па повторно се. Што се случи тогаш? Зема залет се повлече, па сега некако... види, тој период кој извадивме со Војаш песната, ја студирав, архитектура студирав и малце тоа ми го имаше одземено вниманието и немав толку време да работам на музика. И од кога завршив со факултетот, се вратив на музиката. После правив операција на гласните жици, малце и тоа ме успори, али сега све окей, сум полна пара. Добро, ајде после ќе прашам. Нешто, сакав чисто подпрашање, во контакт сте со него, може да очекуваме некој дует? Да, све е можно, да. Си контактирам со цела екипа од генерација за од Србија, да, система добро. И за убаво сме и денеска тука заедно. Универзум е името на албумот кој што го промовираш овој период, но одиме сингл по сингл и сето тоа треба да се колку што барем имаме информација и комплетира до следново лето. И сега, оно што мене ме интересира, од оние кои што имаа можност до сега да слушнат некој од проектите музички, каква е реакцијата, им се допаѓа стилот? Многу необичен видеозапис имаме, ќе го погледнат гледачите, убав, одличен. Да, интересно, па не знам тој концепт, не знам од кај ми дое искрено, под никаде викам, чекај, дај да го направам, пошто дома буричкав нешто случајно ја сретнав камерата, викам, еве со ова, викам, ќе ја снимам спотот и мислам дека баш она се трга на страна малце од све тоа што случува, пошто многу се присутни сите тие модерни коли и све тоа што случува музички видеозаписи денеска на раперите. И викам, чекај, малце ќе искочиме надвор од ова. И многу беше интересна реакцијата, додека го земавме спотот вчера да го обработиме, да го ставиме во систем, го гледаме и ние колегите му велиме на Ване, оваа резолуција не е како што треба, ова е некоја стара снимка, вели опуштено, колеги, така треба да изгледа. Нели новото време и дигитализацијата ни донесе и поинакви... Да, не се навикнати луѓето гледа. Со пиксели и слика. Нели што ете камерата, интересно, ајде да се чека да извадиме се. Кон магичен свет, така е насловен твојот најнов проект, затоа што за луѓето да знаат да не кликаат рефреш дома 20 минути, чекај. И да бараат повисока резолуција на видеото. Абе таму си пишува 4К, ама не 4К. Ова не снимува 4К. Карактеристично за магичен свет, за спотот и за самата песна е што го работеше ти. Го снимаше со ВХС, да, ова е прв проект што е комплетно целосно, мојот музички аспект, до видео, све комплета. Дури ја го едитирав спотот све заедно. Зошто инспирацијата на овој начин да го снимиш спотот? Епа, не знам, сакав нешто различно направам, пошто решив овој спот сам да си го снимам. Првин сакав со GoPro да го снимам, ама после ја видов камерата и викам ова ќе биде уште боле. Тоа е тоа. Да, и баш... Кои се локациите каде што... У Маврово е снимано све, да. Баш некако го гледам спотот ми е како басна нека, како
оние нашите народните приказни од порано, дека таков вајб не дава. Да, таков вајб дава, дефинитивно. Зборувавме ние од 8 до 9 часот, не случајно малку се шегувавме на почеток за генерациите. Еве и ова е нова една музичка генерација. Па затоа го поставаме за крај прашањето колку младите во Македонија создадоа добар терен за овој нов генерацијски пристап кон музиката и дали без регионална популарност може да се живее од музика кај нас во Македонија. Зборувам за овој нов стил што сега го терате вие како нова и помлада генерација. Да, вие колку има негативни страни нели целото ова дигитализирање и све што случува со тиктоците работи, толку има позитивни, пошто можеш многу лесно си ја промовираш музиката и многу лесно се прошириш и по и околу, нели, по другите држави. Платформите се тука, да. Да, ја мислам дека може да се живее, дока се затоа и некои артисти кај нас, например, како што се Двабана, они стераат супер, да, така да, они се доволна инспирација за сите што се бават со музика да продолжат да го прават тоа. Да. Сингл по сингл ќе ги промовираме и во утринската програма, бидејќи на нашиот музички продуцент му се допадна видеото кога го погледна, или таков е редот на нештата, ние имаме прувал од дечки беше се позади камерите и вика дека окей, така. Нели, да, им се допадна на сите. Можам колега. Македонската телевизија повеќе филтри пред да го имитуваме апсолутно. Но она што ме интересира, пред следните спотови да се снимаат, останува камерата во функција? Или? За следните спотови? Да, или ќе се искрено, да, планирам да употребам пак и видам, да, размислав на таа тема, пошто реално интересно искочува, мислам дека ќе има пак нешто такво слично, да. Ова добро ти дошло со факултетот вака од Сабајле рано расонет. Иначе да, спремен. Твои колеги во 9 им се спие, добар си денес. Дефинитивно, да. Благодариме. Договараме, да. Блиска следна средба и ново музичко парче кое ќе го промовираме во Македонија наутро, а ние ќе завршиме со Магичен свет. Да, ќе завршиме со Магичен свет, но пред тоа да се одјавиме, со овој разговор ќе го заокружиме денешното издание на Македонија наутро. Утре во 6 часот и 45 минути е стандардниот почеток на новото издание. Довидување и убав работен ден.